прв пат после толку години ние добиваме одлука која, да кажеме дека на некој начин не спасува од тотален колапс. Имајте во обзир дека капацитетите се користат со 28-30% од произведените и дека во многу нешто не сме дискриминирани во оваа држава во однос на странските увозници на истите тие производи. Па затоа, по толку многу наши барања, еве, оваа влада најде доблес да ни излезе во пресред, за да можеме на некој начин да преживееме. Оваа одлука не е донесена против никого, ова е одлука исклучиво донесена да работувачите на местната индустрија излезат од, да кажам, од својата пропаст, од тонањето. Понатаму се надеваме дека ова мерка, која е донесена за 6 месеци, па се предвидели за 6 месеци, ќе ги оствариме оние очекувања кои ги дававме во тие наши анализи во сиве овие години на нас. Да ја поздравиме одлуката. Ние баравме можност за да ги видиме ефектите. Таа можност ни е дадена овие 6 месеци временска рамка, за да покажеме да си го вратиме предходното место кое што го имавме на домашниот пазар. Намерата, како што напомена и господинот Слободан, не е никого да се загрози, напротив, таа е само за да се овозможи да функционираат сите заедно во државата. Производителите на свинско месо не се загрозени, бидејќи мерката ниту е 100% ослободување, туку е само 50% ослободување, таа е временска и се однесува само за одредени тарифни броеви. Така да не очекуваме да има никакво загрозување, камо среќа да има покачување на сточниот фонд во државата. Конкурентноста на домашната индустрија се зголемува. Конечно ги добиваме истите услови кои што ги заслужувавме и со кои услови ние успеавме да го задоволиме домашниот пазар. Сега, заради дискриминирачкиот однос во минатото, ние бевме гости во собствената држава и ние, како местна индустрија, затваравме еден по еден капацитет, а додека странските увозници се ширеа и тие ги зазимаа нашите места во сите позначајни маркети. Со ова мерка очекуваме домашната местна индустрија да се врати на старите текови и да успее пак да се избори за своите производствени капацитети да си го форсира домашниот производ, кој ќе има бенефит и крајниот корисник, каде што очекувано сите овие запаќања кои до сега беа на товар на истиот тој корисник ќе ги види со намалените цени за повеќе од 30 денари по килограм на секој готов производ. Така да, на тој начин, секако зборуваме за мерката за која што е намената, а таа е намената за смрзнато свинско месо, кое што се користи за потребите на производство за свинските преработки. Значи, зборуваме наменски, 6-месечно, само за потребите на индустријата, каде што објективно треба да имаме подеднакво оптоварен готов производ, како и увозниците. Така да, ние со ова не добиваме никакви субвенции, ние со ова не добиваме никакви стимулации, туку се изедначуваат условите на домашните компании да можат да бидат равноправни со увозните компании. Цела Македонија се спрема за Европа, значи на овој начин европската легислатива која важи, каде што воопшто во прометот не постојат меѓусебни царински дажбини, но и на готов производ и на сировина. Во случајот ние до сега плаќавме дажбини само за сировината, а готовиот производ си доаѓаше во државата без никакви дажбини и излегуваше да ние во собствената домашна држава сме обесправени и имавме зафаќања поголеми од 25%
кои што одеа директно во полнење на буџетот, а тоа секако го плаќаше крајниот корисник.